Продолжуваме со утринска на Телма. Се разбира по разговорот или интервјуто кој што го направи нашата колешка Вања, ние ќе продолжиме со уште едно интервју, а ќе се поврземе онлайн со нашите следни гости кои што во моментот се присутни онаму каде што треба да бидат, а тоа е на местото на изложбата за која што денеска зборуваме. Вибрантни идентитети или кога глината и дигиталната уметност зборуваат заедно. Ги најавивме и на почетокот Бојана Мандевска и Филип Матевски од Кателеа Арт Стори. Веројатно за својата приказна и за својата инспирација ќе ни кажат во продолжение. Првенствено добро утро или може да кажеме веќе добар ден за Бојан и Филип. Здраво. Браво. Благодариме за поканата. Како што кажавте и вие, денеска сме тука да разговараме за нашата заедничка изложба Вибрантни идентитети, која што свечено беше отворено на 1 јуни во Домот на култура Кочо Рацин во Скопје. Проектот ни е поддржан од Министерството за култура како проект од национален интерес за 2026 година. Фала уште еднаш за можноста да бидеме во вашата емисија и да говориме за нашите изложби. Да. Ќе им кажеме на гледачите дека првенствено нашата замисла и договор беше да бидете овде со нас во студиото како би зборувале нели за изложбава, но сплет на околности и вашето присуство кое што треба да биде неопходно таму каде што сте, односно таму каде што е изложбата, е да дојдеме до овој начин на комуникација, што верувам дека ќе се разбереме за да ги поканиме оние кои не следат да дојдат на оваа изложба. Па ако зборуваме за таа почетна идеја и за тоа што беше нели самата идеја како почеток за да се развие овој процес и да се креираат овие вибрантни идентитети, што би ни одвоиле за тоа? Вибрантни идентитети се случи многу спонтано. Минатата година, септември месец, ги имавме првите самостојни изложби затемно Филип и јас, но по некоја игра на случајности бевме сместени во изложбен простор во слични временски термини. Иако на ниво на Кателеа заеднички комуницираме, работиме, до моментот на поставување на изложбите реално не ги знаевме кој што какви дела има сработено. Кога веќе беа поставени изложбите, кога видовме дека поп-арт стилот ни е нешто заеднички што не надополнува и поврзува, многу спонтано и природно любопитноста како ние би ги споиле јас со моите глинени изработки и Филип со неговите илустрации дигитални. Па така некако сето тоа низ многу разговори, дилеми, муабети си се случуваше тековно и природно. Тука се појави моментот кога Министерството за култура има објавено конкурси годишни и си решивме нели да дадеме можност да аплицираме, да видиме што и како нели би изгледало. Морам да кажам дека имаше долги часови работа, имаше долги часови дискусии пред овие дела да бидат такви какви што се сега во момент. Така е, Филип, ние во неколку наврати споменавме дека ова изложба која што го спојува неспоивото и колку таквите моменти се дополнителна инспирација за уметниците како вас. Кога од нешто невозможно, може би навидом невозможно, ќе се направи нешто возможно, нешто видливо, опипливо и се разбира достапно за луѓето, за посетителите да дојдат и да го доживеат. Инспирацијата е, значи баш како што кажа, што ќе се случи ако споиме две тотално различни насоки во уметноста. Значи спојуваме дигитална уметност, дигитални илустрации со гранчарство и изработка на глинени елементи и маски. Така да нашиот предизвик највеќе беше да видиме што ќе се случи ако ги споиме тие две работи, што ако врз дигиталните илустрации се стават овие елементи прекрасно изработени од Бојана. И мислам дека спојката е интересна за тоа што на некој начин создава еден дводимензионално тродимензионален објект кој што на малце поинаков начин може да го видат сите љубители на уметноста. И кога гледаш како дошла илустрацијата само по себе е дводимензионална, а гранчарските изработки сами по себе не се дводимензионални. И мислам дека таа спојка може би дава една четврта димензија на нашите дела. Да, и какви се првичните реакции на оние кои што имаа можност сега за сега да ги погледнат делата или да ги доживеат делата? Што велат посетителите?
Посетителите некако најизненадени беа од вибрантноста на боите. Можеби тоа е интересно за тоа е крстена изложбата Вибрантни идентитети. Меѓутоа мислам дека традицијата највеќе беше околу баш таа вибрантност и тоа што го спомнав тродимензионалност. И мислам дека беа задоволни од едно така мало освежување на каде што внесуваме чувство на боја и на колорит во нашата македонска уметничка сцена. Релјеф на илустрациите беше исто така интересниот момент каде што мазноста и прецизноста на Филип беше релјефно надополнета и тоа воедно е дополнителниот акцент кој што ги привлече посетителите. Тој склоп на елементи кои што илустрација може мазно да изгледа, но глинените релјефи и изработки го надополнуваат моментот и тоа е дополнителниот привлечен дел кој што постава акцент кај посетителите. Така, може да кажеме дека некои сакаат да посетат, може тоа да го направат до 5 јуни, а бидејќи до крајот на оваа недела, а бидејќи зборуваме за нели спојување на неспоивото, и ја споменуваме глината и дигиталноста, а велиме живееме во дигитален свет и некако веројатно малку потешко или попредизвикувачки да се најде балансот нели на дигиталното со било што друго, и добро е кога се пронаоѓа тој баланс во уметноста, но колку во вашите меѓусебни дијалози, бидејќи сте двајца и двајца работите на оваа изложба, можеби во текот на процесот или во текот на создавањето на изложбата се соочувавте со некои потешкоти, недоразбирања со тој заеднички јазик кој што сака да постигне за да додете до крајниот резултат? Мислам дека најбитното беше што двајцата си оставивме простор сами на себе да бидеме креативни. Значи во ниедно време не правевме стоп, во ниедно време немаше еден да каже на друг не го прави ова или прави ова. И мислам дека највеќе дојдовме до нашата визија преку отворен диалог. Комуникација, да, имаше некои деготувања во одредени моменти, но како што каже Филип, дозволивме секој во својот дел да си ја води креативноста и да дозволиме уствари креативноста да не води нас, не ние да ја насочуваме, него различниот сензибилитет, различните форми, облици, различните медиуми кои што ги работиме, да дозволиме да бидат подведени од креативноста, не ние да го контролираме нештото, него креативноста да си го завземе својот природен тек на нештата. Така да, интересно беше што извини. Слободно повели Филип. Интересно беше што во креативниот дел мислам дека не најдовме на некои поголеми проблеми, мислам дека поголемите проблеми беа во техничкиот дел, затоа што малце не предвидовме дека елементите кои што треба да се закачат на дигитални илустрации, сега можеби звучи сега од оваа гледна точка смешно, меѓутоа величината на илустрацијата требаше да се погоди со величината на елементот од глина. Сега ние немавме доволно време да прво ги изработиме целосно, да прво јас ги изработам целосно дигиталните илустрации да ги испринтам, него моравме паралелно да работиме и до решението да дојдовме да извадиме скетч верзија, да испринтаме скетч верзија од илустрациите, па во соскоп на таа скетч верзија Бојана да ги прави димензиите на елементите, за на крај после да испринтаме па да споиме. Така да мислам дека тие некои непредвидливи проблеми скочија повеќе од техничкиот дел неголи од креативни. Да, но непредвидливи моменти има секогаш и понекогаш можеби си добредојдени за да себе спознаеме до каде сме, што сме, колку можеме и како можеме. Она што пред малку го напомена и Бојана, дека креативноста ве води вас како уметници и тоа е веројатно оној креативен порив кој што секој еден уметник го поседува во себе, па еве, каде ве води креативноста после оваа изложба со оглед на тоа што споменавме, таа ќе биде отворена до петок, 5 јуни во Младинскиот културен центар, ако не се лажам? Така? Почорацин, извинете, што после тоа? Бидејќи споменавте креативноста е она кое што ве води и верувам дека за уметниците понекогаш можеби треба и добра пауза за повторно да добиете некаква инспирација или веќе работите можеби на вашиот нов заеднички или индивидуален проект? Па да, од понеделник активно почнуваме 2 недели на проект кој што Кателија како здружение соработник на проект кој што се вика Креативна отскочна даска, подводена од
економски институт, каде што нашата креативност, нашето искуство, нашето знаење ќе го споделиме со млади таленти и уметници кои што сакаат да се развијат понатака. А потоа, текот на лето идеме на мало одмор, малце говориме, собираме енергија, бидејќи септември, октомври повторно не чекаат креативни предизвици кои што ќе треба да се остварат на време на во време на вие и посетителите и публиката ќе бидат известни за тоа што следува. Тоа се значи следните 2 недели кои што имаме обврски, а потоа идеме на одмарање и полнење на креативно батериите кои што треба да понатака лесата да ги користим. И следната година во време се надеваме повторно на уште една изложба, може би уште 2. Да, ние можеме само да ви посакаме многу инспирација, многу креативно се разбира, еден убав одмор за сето тоа да биде како што треба и со нови сили, нели? Секој во свој домен, но особено кога зборуваме за уметноста, по одморите можност за една нели обнова или нешто кое што отвара нови видици, повторно да ќе речеме во светот на уметноста. Пред да се поздравиме со вас, може би е добро, ете, ако зборуваме и за конкретна изложба вибрантни идентитети, и ако секој од нас има свој личен идентитет, првенствено како личности, но и ако зборуваме за секој со својата вибрација, ќе го споиме тоа со вибрација и идентитет, како што споменавме, но што за вас значи идентитет во овој контекст и колку тоа како тема може да биде инспирација и за воиднина, нешто што ќе биде како продолжување на овој проект или менувате скроз различни концепти, нови теми? Идентитет во оваа изложба не е нешто, иако идентитетите се представени преку 6 различни ликови, не е нешто што е фиксно конкретизирано, туку е склоп на сите емоции, чувства, размисли, искуства што секој од нас коегзистираат, функционираат и се представени низ 6 различни ликови, но ликови кои што се трудат да се унапредат, се менуваат со сите тие случувања во текот на денот. Инаку идентитети кај мене не е символно, бидејќи на годишната изложба која што претходно спомнав, стануваше збор за маски кои што беа изработени од глина, маски на денешницата, така да се некој дел, да речем, од мене е поврзан со идентитетите, со маските, со ликовите, кои што ми се инспирација за создавање. Ке има и во натамошниот период некои слични поврзувања. За сега ништо конкретно, но ќе видиме како сето тоа ќе се развива и како ќе се црпи инспирација од минатите дело, за да се создаваат нови. За разлика од тоа, Филип може да ти каже слободно што идентитетите и вибрантноста. Јас повеќе би се фатил за вибрантни, во нашиот случај мислам дека вибрантни највеќе ова е вибрантноста и колоритноста на самите илустрации, повлечени од тој поп-арт жанр, поп-арт стил. И мислам дека за мене вибрантноста и вибрантниот идентитет представуваат тоа некое, условно кажам, освежување, каде што со висока колоритност и вибрантна боја ги представуваме нашите дела и нашите идентитети. Да, унакое што ќе ви го посакаме се разбира и понатаму да се представувате во вашето вистински и оригинално светло, како млади уметници, како луѓе кои што може да бидат инспирација за оние кои себе си се гледаат во уметноста, на некој можеби му недостасува мотивација, на некој храброст, а и дополнително, нели, како потврда дека секогаш кога сакаме да реализираме нешто, веројатно поддршката доаѓа сама по себе, па така се и вие со поддршка како од министерството, така и од медиумите, но и од оние кои што доаѓаат да ја погледнат изложбата. Уште една покана за тие кои сакаат во Кочурацин до 5 јуни, до крајот на оваа работна недела, можат тоа да го сторат, се разбира, и да уживаат во овие дела на вибрантни идентитети. Бојане и Филип, ви благодариме за ова ваше вклучување и верувам следна наша средба би била во студиото со нови информации. Фала ви на вас, уште еднаш многу благодарни за можноста да бидеме на вашата телевизија и следен пат искрено се надевам дека во живо. Благодариме, многу поздрав.